По повод Светскиот ден на обезност, 4 март, денеска во просториите на Општата болница Куманово е отворен центар за менаџирање на дебелината кој ќе функционира и работи во склоп на Центарот за следење и третман на дијабетес. Денот на дебелината е посветен на подигање на свеста за проблемите поврзани со прекомерната тежина и дебелината. Со отворање на центарот, ние како јавна здравствена установа го прошируваме видот и обемот на услугите кон нашите пациенти, изјави директорот на Општа болница Куманово Сашо Стошевски. Дебелината е хронично заболување кое представува влез на врата за други болести и треба правилно да се лекува, порачува примариус доктор Марија Бајдевска-Спирковска, раководител на одделот за третман и следење на дијабетес. Инаку Институтот за јавно здравје порачува дека е потребен сеопфатен и мултисекторски пристап кон дебелината, од давање приоритет на факторите од животната средина кои влијаат врз дебелината до зајакнување на здравствената заштита за превенција и контрола на дебелината како хронично заболување. 4 март по повод Светскиот ден на обезноста, сакаме да ја информираме кумановската јавност дека и жителите на општина Куманово, Липково, Старо Нагоричино, Кратово, Крива Паланка и Ранковце, дека од денес во ЈЗ Општа болница Куманово ќе започне да работи амбуланта, односно Центар за менаџирање со дебелина, кој ќе работи во склоп на оддел за третман и следење на дијабетес. Статистички гледано, милиарда луѓе во светот се соочуваат со проблемот со зголемена телесна тежина. Споредбено со 1990 година, кај возрастна група на население, зголемувањето е двојно, додека кај младите и адолесцентите дури за 4 крат. Според истражување на Институтот за јавно здравје, во Република Македонија 28,4% од населението се соочува со проблемот со зголемена телесна тежина. Со отварање на оваа амбуланта, ние како ЈЗ Општа болница Куманово го зголемуваме видот и обемот на услугите што ги нудиме на нашите сограѓани. Дебелината е хронично заболување, тоа е тоа на што ние сакаме да дадеме акцент. Хронично заболување како што болните со други хронични болести, значи крвен притисок покачен, болни со дијабет, болни со невролошки заболувања, сите имаат право да се јават на лекар, да добијат термин, совет и терапија, а болните со дебелина досега немаа каде да се обратат, барем во нашиот регион. Значи таа е пораката што ние ја даваме. Отвараме Центар за менаџирање на дебелина, каде што луѓето со дебелина ќе дојдат на закажан преглед од својот матичен лекар и ќе добијат комплетно, значи најпрво преглед и консултација со лекар специјалист, интернист, дијабетолог или ендокринолог по нивен избор. Потоа следи преглед на in-body анализатор на телото. Тоа е еден апарат кој што ни го покажува составот на телото. Значи не е само да застанеме на вага и да кажеме колку имаме кила, многу е важно таа килажа на што отпаѓа. Значи колку се протеини, масти, колку е вода. Овој апарат тоа ни го дава, ни дава препорака колку пациентот од својата тежина треба да намали. Секако пациентот ќе добие и лабораториски анализи и после тој ќе добие совет за исхрана од лекар и од сестрите едукатори во Центарот за дијабет кои што се едуцирани на клиниката за ендокринологија и секако некои пациенти ќе добијат препорака и за медикаментозна терапија, некои пациенти ќе бидат упатени на други специјалности, значи во Општата болница Куманово имаме и кардиолози, гастроентерохепатолози, имаме психолози, ортопеди и по потреба, значи овие пациенти и пулмолози ќе бидат упатени на соодветни специјалности за доиследување. Тоа што сакаме да им дадеме порака на нашите сограѓани е да знаат дека не се сами, дека не треба да се лекуваат на интернет и да слушаат секакви совети од надри лекари, значи достапен им е преглед на кој што ќе добијат правилни препораки за лекување на дебелината. Дебелината ни е едно хронично заболување кој што се карактеризира со таложење на масти во телото и го нарушува значи нормалното физичко и ментално здравје. Секако дека најважно за дебелината е дека представува влезна врата за други болести. Значи најчесто после дебелината следуваат малигните заболувања, како причина дебелината е за малигни заболувања, за дијабет, за покачен крвен притисок, за оштетување на зглобовите на колената и колковите најмногу страдаат. Значи со лекување на дебелината ние практично го подобруваме целокупното здравје на пациентите. Расте бројот на децата со дебелина, секако тука би требало да ги вклучиме и педиатрите, нели со нив, али главно тоа ќе бидат деца над 10 годишна возраст, каде што веќе почнува терапија, така да во Скопје во овој момент кога ние го отвараме нашиот центар, на детската клиника се отвора и Центар за менаџирање на дебелина кај децата, така да нема да ги вратиме тие што ќе дојдат на консултација, но секако постои центар
кој што ќе функционира специјално за нив на детската клиника. Не секој пациент треба да користи медикаментозна терапија, но доколку користи, треба да ја користи под надзор на лекар и сите пациенти кои што треба да примаат терапија, таков совет ќе добијат од дека во Центарот за дијабет. Не им советувам сами да земаат терапија за слабење. Покрај препораките, дури председателот на нашето национално здружение за дебелина, професорот Ирфан Ахмети, јавно излезе со изјава дека не смеа да се користат, сепак интернетот за жал е тој кој што ги лекува луѓето и тука затоа јавно излегуваме денеска баш на денот на дебелината, за да ја подигнеме свесноста за дебелина и да можеме на пациентите да им пружиме правилна услуга. Значи не сами да се борат и да се снаоѓаат низ лавиринтите, туку да си дојдат кај нас, да се прегледат и да добијат правилна препорака. Само оваа прилика на сите мои колешки, значи докторки, целокупниот медицински персонал, целокупниот помошно-технички персонал, да им го честитам престојниот празник 8 март, значи денот на жената, да бидат сретни, успешни и деновите, значи, да ги поминуваат со радости, секој ден со внимание, не само на овој ден, значи на овој нивен ден, на денот на жената, туку и во текот на целата година да им посветуваме внимание и да бидат успешни во нашата, значи, здравствена дејност, во нашата хумана дејност. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, амбасадорот на Кралството Шведска во Македонија Ола Солстро и постојаниот представник на UNDP Армен Григоријан денеска извршија увид на активностите во основните училишта Крсте Мисирков и браќа Меладиновци во рамките на проектот Справување со загадувањето на воздухот, кој се спроведува по програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и општините Куманово, Гостивар, Струмица, Кавадарци и Струга. Проектот е дел од рамковната програма финансирана од Кралството Шведска, вклучувајќи го и проектот јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти. 2004 година отпочнавме со заедничка иницијатива со UNDP со работка за проект во заштита на животна средина и намалување на загадување во градот, заштита на амбиенталниот воздух. Веќе 2025 година тргнавме со имплементација преку граѓански форуми, од каде што ги добивме и идеите за проектите за финансирање на два проекти во општина Куманово. Едниот се однесува на комплетна реконструкција на фасадата во основно училиште Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, или како граѓаните што го викаат изгорено школо, и вториот проект е исто така градежни активности на фасадата и промен на прозорците на музичкото училиште Панче Пешев во Куманово. Во овој проект, кој што е од вредност вкупно околу $340,000, општина Куманово учествува со сопствени средства од околу 10 милиони денари, а веќе за оваа година имаме предвидено и дополнителни 3 милиони денари во инвестиција на заштита од пожари, превенција од пожари и изградба на нови системи за противпожарно дејствување во училиштето Панче Пешев, музичкото училиште. Во оваа прилика најпрво сакам да се заблагодарам на донаторот на овој проект кој што обезбедува грант средства, а тоа е Кралството Шведска и амбасадорот кој што представник денеска го имаме, и секако за прекрасната соработка со UNDP, и воедно да ви известам сите дека веќе на претходниот состанок во општина Куманово разговараме со представниците на UNDP за продлабочување на нашата соработка и еден континуитет, бидејќи имаме долгогодишна соработка и заеднички апликации за дополнителни грант средства во многу области, особено поврзани со заштита на животната средина во нашиот град и нашиот регион. Денеска дојдов на посета во Куманово заедно со партнерите од UNDP да работиме на овој важен проект, во кој што работиме заедно во соработка со општина
општината Куманово, и заедно под раководство и водство на градоначалникот. Станува збор за проект за подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на загадувањето. Ова е важно политичко прашање не само во оваа општина, туку и во целиот свет, бидејќи во многу држави во светот. Ова е потребно не е стратешко политичко водство, потребни се конкретни ресурси, потребно за да се намали загадувањето, за да се зголеми енергетската ефикасност, за да се намали здравствениот ризик кој што го предизвикува загадувањето на воздухот, бидејќи ова е многу важно за да имаме еден јасен пристап за идни и подобар воздух, почист воздух за идните генерации. I'm very happy to be here back in Kumanovo today as we are visiting. Драго ми е што повторно сум во Куманово, да го посетиме училиштето, заедно со нашите партнери, со шведската амбасада и со Куманово, бидејќи ова е проект финансиран од шведската амбасада, но кофинансиран од општина Куманово. Заедно, работиме, тимот на градоначалникот работи на имплементација на овој проект за намалување на загадувањето на воздухот. Јас веќе имав важни зборувања, ова е многу важна задача, имаме најважната задача да се намали загадувањето на воздухот, но не само надвор, туку исто така и внатре, бидејќи децата кои што поминуваат долго време внатре во училиштето, исто така треба да дишат добар воздух за да се намалат здравствените ризици и во училиштето. Втората работа која што сакам да ја нагласам е дека со нашите два партнери, тоа е Шведска и општина Куманово, ние всушност даваме пример за тоа како треба да се работи, за да се подобри соработката, за да имаме за добробит на сите, пред се за сите граѓани на оваа држава. Веќе дискутиравме и со градоначалникот и со амбасадорот дека има можности да се прошири и да се продолжи оваа соработка и во иднина. Ова е работа која што моментално работиме, меѓутоа ова исто така и можност да продолжи во иднината и ќе продолжи исто така соработката и во иднина. Пред Центарот за култура денеска се одржа хуманитарен базар по повод 8 март. Базарот е дел од проектот Од остатоци до вредност Кора, во рамките на кој се изработени различни производи како што се накид, декоративни, едукативни и функционални производи. Целта е да се соберат средства кои ќе бидат донирани за малиот Леон, кој за неколку дена заминува на операција во Белград. Проектот Од остатоци до вредност Кора е во рамките на Сдруженијето на иновации Млади од Куманово и Infinity Divine од Куманово. Заедно формиравме преку проектот Граѓанско општество и младите за инклузивен и одржлив развој преку циркуларна економија во Северна Македонија, финансирана од Европската унија, Европа за тебе, People in Need Чешка република, Арно, Лид и Ековита. Проектот се состои од локалните бизнеси и занаетчии од Куманово, земавме неискористен дрвен материјал и од нив изработувавме накид, декоративни и функционални предмети. Во соработка со Основното училиште Толи Зордомис и нивниот ментор Далибор Крстевски, уметник по професија, професор, нашите дрвени остатоци од дрво што ги земавме и ги изработивме ние, им ги дадовме на децата, на учениците да декорираат на нив и изработува брошеви и накид. Сите тие средства, што еве сега моментално се наоѓаат на штандот на Кора, преку продажба ќе се донираат за лекување на малиот Леон. Тој ќе замине на операција на 11 март во Белград. Втората гранка, со Средното техничко училиште, имавме едукација, работилници за изработка на машински делови и кутии за накид. Преку таа едукација, со нивните ментори и професори, ги едуциравме исто така за циркуларна економија, намалување на отпад, минимален отпад и од дрвените остатоци да може да се изработат повторно функционални предмети. Позадинска наша поддршка се децата, учениците од Основното училиште Крстем и Сирков со нивната група музички бенд Нема назад. Денеска не пратија цело време со нивната музика. Исто така сакам во оваа прилика да ги поздравам и нашите уште 10 штандови, учесници со рачни изработки, кои исто така од секој нивен штанд се собираат средства и ќе се донираат повторно за лекување на Леон.
И оваа година Општата болница Куманово се приклучи кон кампањата Ги запознаваме ретките болести. Активноста беше реализирана преку презентација од страна на примариус доктор Александра Христова, педијатар и неонатолог пред учениците од 5-то одделение во Основното училиште Кочо Рацин во Куманово. За време на презентацијата беше ставен посебен акцент на подигнување на свеста кај децата за прифаќањето на различностите и намалувањето на дискриминацијата меѓу нив, како на глобално ниво, така и кон децата кои живеат со ретки болести. Главната порака беше дека децата со ретки болести и нивните семејства се исклучително храбри и силни и заслужуваат поддршка, разбирање и почит од целото општество. Шест царински службеници и двајца водичи на куќиња заедно со царински куќиња посетуваат напредни обуки во Центарот за обуки на Царинска управа на Република Хрватска. Обуката се реализира на покана на Хрватска царина, како дел од договорените заеднички активности на директорите Бобан Николовски и Марио Демировиќ. Нашата безбедност се потпира на нашите способности за жестока борба со криминалот и сузбивање на нелегалната трговија. При тоа, унапредување на соработката со царинските управи во регионот е од исклучителна важност за унапредување на институционалните капацитети, истакна директорот Николовски. Николовски и началникот Размовски заедно со директорот на Хрватска царина Демировиќ и заменик директорот Желјко Фрањиќ одблизу ја следеа обуката на царинските службеници и енергијата која ја вложуваат при извршување на сложени задачи, објави Царинска управа на Македонија.